civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Млади правници поднесе пријава против општината Струга и Министерството за животна средина. Зошто го направивте тоа и кое е вашето очекување? Да, Македонското здружение на млади правници поднесе тужба против Министерството за животна средина и просторно планирање, општината Струга и јавното комунално предпријатие во Струга, поради тоа што утврдивме дека во Струга има сериозен проблем со дивата депонија која несомнено влијае како на животот и здравјето на луѓето, меѓутоа и целокупно на целиот екосистем во околината. Се одлучивме на овој чекор затоа што ова е дел од пошироката програма која спроведува Македонското здружение на млади правници, односно на стратешко застапување преку кое се трудиме преку конкретна постапка да се постигне поширока промена, односно да се унапреди управувањето со отпадот во државата. Чисто за илустрација, во моментов е во тек процесот за изготвување на националната стратегија за управување со отпад и во таа стратегија е утврдено дека во руралните средини во моментот во државата постојат околу 1000 диви депони. И токму затоа се одлучивме на овој чекор. Тоа 1000 депони се достапни информации во Министерството за животна средина или како? Тоа е информација која е наведена во нацрт стратегијата за управување со отпадот, која во моментов, како што споменав, се изготвува и е објавена, документот е објавен на веб страната на Министерството за животна средина. Граѓанската тужба очекуваме да вроди со плод, односно да унапреди да го унапреди управувањето со отпадот во општина Струга, односно очекуваме, се надеваме дека судот ќе ги препознае сите околности во случајот, ќе го земе во предвид вештачењето кое беше изготвено во рамки на овој предмет и кое точно ги утврдува негативните последици како по однос на здравјето на луѓето, меѓутоа и загадувањето кое потенцијално може да се однесува на самото Охридско езеро. И очекуваме дека оваа дива депонија ќе се дислоцира, дека околината, односно самото земјиште ќе се рекултивира и дека ќе се деконтаминира. И исто така бараме од судот да ги задолжи, односно да ја задолжи општината и Министерството да донесат софистициран план кој ќе ги превенира идните вакви појави. Дали освен Струга имате поднесено пријава и до други општини и дали ако не планирате тоа да го направите? Не би можело однапред да кажам дали ќе се поднесува друга граѓанска тужба против друга општина или не. Меѓутоа секако ние ги следиме сите овие состојби, не само со отпадот, меѓутоа и со воздухот и токму затоа имаме и претходно поднесено две други тужби за аерозагадувањето во Скопје и во Битола. Така што не би можело однапред да кажам против ова или таа општина би поднеле тужба, меѓутоа секако ги следиме состојбите и доколку сметаме дека некој друг предмет би донел до ефикасна, да речам, општествена промена и унапредување на состојбата со животната средина во државата и доколку процениме дека конкретен механизам, како во случајот што проценивме дека тоа е граѓанската судска постапка, би довел до таква ефикасна промена, секако тоа би го презело здруженијето. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.